Партијата на Слави Трифонов, која напушти владината коалиција, е пред распад, брифираат за Алфа извори од Бугарското собрание. 8 пратеници од пратеничката група на Има таков народ, предводени од министерот за спорт Радостин Василев, преминуваат на страната на Кирил Петков. По сценариото што се случуваше во Македонското собрание за гласање на уставните измени и Петков, за да ја спаси премиерската фотелја, успеал да се испазари со сумина народни избраници, велат нашите извори. Трифонов експресно се согласи на социјалните мрежи откако излезе информацијата за купените пратеници. Им порача дека никој не ги сака предавниците. Што току добив информација дека пратениците од Има таков народ ќе ја напуштат нашата пратеничка група. И ќе ги поддржат Кирил Петков и Асен Василев. Најверојатно се купени со пари и постови. Не мора да бидам гатачка за да знам дека ќе кажат многу лаги и измислици во стилот на Кирил и Асен, само за да ги оправдаат своите постапки и да ја смират својата грижа на совест. Но предавството е предавство и никој не ги сака предавниците. По хаосот во парламентот, председателот Румен Радов ги повика пратениците да носат разумни одлуки и да не забораваат на нивната одговорност. Тя самата ситуација во страната изисква. Состојбата во државата налага партиите застапени во парламентот да не дозволат противречностите меѓу нив да ги засенат интересите на државата и на бугарите. Затоа очекувам и владата и пратениците, одлучувајќи за сопствената политичка иднина, да не ја заборават големата одговорност кон граѓаните. Распадот на партијата на Трифонов доаѓа откако тој одлучи да ги повлече своите 4 министри, а за тоа вели имало 2 причини: темата Македонија и непочитувањето на коалицијскиот договор. Го обвини Петков дека ја заобиколувал Теодора Генчовска и сами навестил на Европската унија кревање на ветото, што според него било национално предавство. Генчовска и останатите 3 министри веќе ги депонираа оставките до кабинетот на Петков. Сепак, иако оставките се доставени, сите министри од партијата на шоуменот Слави Трифонов ќе продолжат да ги извршуваат своите функции до изборот на нови заменици, кој не е утврден со никакви рокови. Од Софија се уште нема информација кој би бил заменик на Генчовска и останатите 3 министри. Ниту пак од кабинетот на Петков има некаква реакција околу распадот на коалицијата, но и парламентарното мнозинство кое е доведено во прашање. Инаку 4 министри во ваков клучен момент за интеграцијата на Западен Балкан во Европската унија и одлуката по бугарското вето го напуштаат бродот на Кирил Петков. Бугарскиот премиер навести дека и покрај ваквиот дебакал после 6-месечно владење, сепак ќе се удржи на власт преку формирање на малтинска влада. Но дали ваквата ситуација во Софија најавува дека бугарските политичари си најдоа алиби за продолжување на блокадата за македонските интеграции? Кулминацијата на политичката криза во Софија се поизвестно навестува дека ветото останува и во јуни. Експертската јавност веќе коментира дека ваквото сценарио е само во полза на Петков, затоа што вака има оправдување пред европските челници дека во услови на политичка криза нема мандат сам да одлучува за кривање на ветото.